Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Следува пресконференцијата на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски, министерот за здравство Венко Филипче, Владимир Микич од Институтот за јавно здравје и на Арбен Зибери, директор за Центарот за јавно здравство. Прв ќе ви се обрати председателот на владата, господинот Спасовски. Повели премиер. Почитувани граѓани, на секој од нас му е јасно дека нашето живење е целосно променето. Живееме во време на пандемија, каква што досега не сме виделе. Светот се бори со невидлив непријател, кој секој ден зема огромен број жртви во сите земји. Ниту една земја не успеа да ги заштите своите граници од непријателот. Вирусот не познава граници, вирусот не бира кого ќе нападне и никој, апсолутно никој не е заштитен, ниту поштеден. Светот веќе брои над 1,2 милиони заболени и близу 70.000 смртни случаи, како последица од коронавирусот, а последиците кои се предизвикани по економиите и општествата не можат да се пресметаат. Кај нас бројот на заболени од коронавирус ја надмина бројката од 550 граѓани. Ние навреме го вклучивме алармот и постепено воведувавме мерки со кои што го успоривме ширењето на вирусот. Спремни го дочекавме првиот налет на вирусот и во првата фаза од епидемијата успеавме да го амортизираме ударот врз нашиот здравствен систем. Мерките ги носевме етапно по препорака на Комисијата за заразни болести, главниот кризен штаб и Светската здравствена организација. Нашиот највисок и постојан приоритет е да ги заштитиме граѓаните и колективното здравје и колку што е можно да го минимизираме негативното влијание врз економијата. Следејќи ги искуствата на другите земји кои што се соочија со COVID-19, пред нас уште очекувавме и најавивме дека ќе влеземе во фаза кога епидемијата ќе го промени својот тек, а бројот на заразени ќе прогресира. Голем дел од заболените ќе минат болеста со лесни симптоми, но на многумина ќе им биде потребен и болнички третман. За жал, некои ја изгубија битката, а ќе има и други луѓе, наши сограѓани, кои ќе изгубат битката со коронавирусот. Овие информации се најмалку посакувани и е многу тешко и да се кажат и да се примат. Тоа се тешки моменти за секого, но за жал неизбежни во ситуацијата во која што сите се наоѓаме. Секој од нас би сакал да знае кога се ова ќе заврши. Но на ова прашање ниту светот, ниту ние имаме одговор. Фазата во која влегуваме е веројатно фаза во која ги очекуваме најголемите предизвици. Ова е нова, радикална фаза и за стабилноста на здравствениот систем, за заштитата на здравствените работници, за индивидуалното и колективното здравје, за економијата и за одржливоста на социјалниот и општествен контекст. Сега секој од нас мора да даде максимален придонес во оваа критична фаза во која влегуваме, да ја поминеме со најмали можни штети. Да знаете, на крајот ќе го сопреме непријателот, но оваа битка ќе трае. Само заедно можеме да ја намалиме силата на офанзивата. Од секој еден од нас зависи колку долго и со колкав интензитет ќе војуваме со коронавирусот. Треба да бидеме честни и искрени. Ние како земја го немаме поминато најлошото. Според експертите наредните 2 до 3 недели ќе го достигнеме пикот на бројот на заразени од коронавирусот, кој најверојатно ќе биде помеѓу 2000 и
1500 потврдени случаи. Но подобро е да се подготвуваме за повеќе, а да бидат помалку, отколку да се подготвуваме за помалку, а да ни се случи обратното. Заканата е страшна, радикална. Затоа и нашето однесување на секој од нас мора да биде и радикално и многу поразлично од тоа што е сега. Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за заразни болести во рамките на Министерството за здравство и Генералниот кризен штаб, денеска донесе дополнување на одлуката за забрана за движење на граѓаните на целата територија на државата. Односно, за продолжување на така наречениот полициски час на целата територија на Северна Македонија. Поточно, се забранува движење за сите граѓани на ниво на цела територија, секој работен ден од понеделник до петок, од 16 часот до 5 часот наредниот ден. За време на викендот се забранува движење за сите граѓани од петок од 16 часот до 5 часот во понеделник на целата територија на државата. Дополнително, за лицата над 67 годишна возраст се забранува движење во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 10 до 12 часот. За младите лица до 18 години се забранува движењето во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 13 до 15 часот. Исто така, според одлуката, се забранува движењето на граѓаните на јавни места и јавни површини во групи поголеми од 2 лица, при што дозволено е родител да биде во поголема група со своите деца до 14 години. Новите ограничувања стапуваат на сила во среда, 8 април 2020 година, во 16 часот. За земјоделските активности дозволено е движење во рамки на територијата, атарот на селата, исклучиво за работни потреби. Аптеките ќе работат непречено, а Министерството за здравство ќе изработи план за непречена работа и на здравствените установи. Исклучоците од забраната за движење важат за полицијата, армијата, здравствените работници во јавните здравствени установи и приватните здравствени институции, како и матичните лекари. И за маркетите и рестораните кои вршат достава на производи, при што тие своите ангажмани може да ги реализираат непречено. Општинските штабови во рамките на своите кризни активности да организираат достава на неопходни артикли до повозрастните лица и до лицата од ризични групи на граѓани. Уште еднаш, овие дополнителни мерки стапуваат во сила во среда на 8 април во 16 часот. Целта и на овие мерки, како и на сите претходно донесени, е пред се заштита на јавното здравје и заштита на здравјето на секој поединец. Почитувани граѓани, годинава великденските и рамазанските празници, како и сите други празници во овој период, мораме и ќе ги поминеме дома. Оваа година верниците своите молитви ќе ги упатиме од дома. Великденските пораки за победа над смртта да ги упатиме од дома. Истото ќе важи и за рамазанските пораки. Од дома, преку телефон, преку интернет, секој од своето семејство, од својот собствен дом, а не собрани породнини и гости. Тоа нема да не направи послаби верници, напротив,
Тоа ќе ни го зајакне духот, зашто сите знаеме дека со тоа спасуваме живот. Нашите животи зависат од однесувањето на сите нас. Никој од нас нема право да загрози туѓ живот. А живот нема да загрозиме само ако станеме дома. Да се здружиме сите и да го запреме вирусот кој му се закани на целото човештво. Народот и државата можат само заедно да го спречат ширењето на вирусот. Оваа битка не можеме да ја добиеме сами. Можеме само заедно. Секој од нас е одговорен. Затоа сведете ги физичките контакти на минимум. Останете дома колку што е можно повеќе. Сега херојство е да се седи дома и сите комуникации и обврски да се извршуваат од дома. Излегувајте само ако е неопходно. Само ако одите на работа или ако имате нужна потреба. Кога излегувате, придржувајте се до најосновните мерки на заштита, хигиена, често миење раце и одржување на соодветна дистанца од другите. Само така ќе се заштитите себе си, своите семејства, своите пријатели и здравствените работници кои во овие мигови се нашите херои. И да знаете, државата има капацитети. Во моментов се активни повеќе од 1000 кревети во болничките капацитети, доколку дојде потреба од хоспитализирање на заболени граѓани. Но ајде сите да се покажеме како херои и да не дозволиме да дојдеме до таму да ги полниме креветите во болниците. Утре е Светскиот ден на здравието, кој оваа година Светската здравствена организација целосно го посветува на здравствените работници. И во тој контекст сакам да им порачам да се чуваат себе си, за да можат да не чуваат нас, нашите семејства и јавното здравје. Владата продолжува будно да ја следи состојбата, како и досега продолжуваме редовно и точно да информираме. Уште еднаш апелирам да не се создаваат лажни вести и дезинформации. Тие создаваат неоснована паника, имаат долгосежни последици и врз општествената состојба, но и врз колективното здравје на граѓаните. Институциите овие злоупотреби ќе ги санкционираат согласно законите, затоа што никој не смее, ниту има причина да ги вознемирува граѓаните и да создава непотребна паника. Апелираме до медиумите и корисниците на социјалните мрежи да се повикуваат единствено на официјалните објавени податоци од надлежните институции. Вие, почитувани граѓани, придржувајте се максимално кон мерките. Бидете одговорни, совесни и солидарни. Само така ќе надминеме оваа криза. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, премиере, почитувани. Сега ќе ви се обрати министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Повели министр. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да ги соопштам најновите информации во врска со новодиагностицираните пациенти, понатаму состојбата на веќе диагностицираните пациенти и институциите во смисла на организација. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа тројца пациенти. Тој е пациент од Кочани на 40 годишна возраст, кој што е хоспитализиран на 29 март без познати минати заболувања, понатаму пациент од Тетово на возраст од 69 години со претходна состојба тумор на мозокот и пациент исто така од Тетово на 65 годишна возраст без познати други
минати заболувања. Од клиниката денеска заминуваат 4 оздравени пациенти, нивните 2 контролни теста на коронавирусот се негативни. Од Дебар стигнати се резултатите на 3 лица, после 2 контролни теста, истите се негативни и тие се практично оздравени, инаку се наоѓа на домашно лекување во координација со локалната болница и доктори кои што правеа визита во нивните домови. До утрово на инфективната клиника се примени 10 нови пациенти, сега се хоспитализирани вкупно 70, од кои 8 се пациенти на механичка вентилација, вкупно 10 се со потешка клиничка слика, другите се со средна дополнителна рестрикција на движењето, со оглед на тоа што само социјалната дистанца конечно ќе стави крај на патот на ширење на вирусот. Свесни сме дека социјалната дистанца не е во природата на човекот, но токму тоа сега на нас ни е најпотребно во интерес на сопственото здравје, во интерес на здравјето на нашите блиски, на сите тие кои ги сакаме, но и на колективното здравје. Сите имаме одговорности и овие мерки мора да се почитуваат. Апелирам до сите да се придржуваат кон мерките, само така ќе го намалиме бројот на заболени во нашата земја, само така нашиот систем, здравствен систем ќе остане стабилен. Благодарам. Сега ќе ви се обрати доктор Владимир Микич, представник од Институтот за јавно здравје. Исто така ви информирам дека после обраќањето на доктор Микич, председателот на владата Спасовски, министерот Филипче и директорот Зибери ќе одговарат на ваши прашања. Повели, доктор. Почитувани граѓани, знам дека рестриктивните мерки секако ќе се примат и со доза на недоверба кај одреден дел од граѓаните, меѓутоа да ги повторам она што го кажа министерот и премиерот, едноставно се неопходни. Во овој период немаме друг начин, немаме специфичен лек, не постои вакцина и не постои друга мерка која што може да го спречи понатамошното или да го ублажи понатамошното ширење на епидемијата. Можеби некои ќе дискутираат дека бројките не се толку големи, меѓутоа ве уверувам дека ако не се преземат вакви мерки, ќе не очекуваат многу повисоки бројки кои што можат значително да го оптоварат нашиот здравствен систем. Од тој аспект, уште еднаш ќе апелирам до сите граѓани да го издржиме овој период, сепак се работи за ограничен период, каде што ќе треба да се придржуваме кон овие мерки на социјална дистанца, се со цел да ги заштитиме оние каде што ова заболување може да предизвика навистина тешка клиничка слика, па дури и смрт. Филипче, 2 од тројцата починати денеска, како што спомна, немале минати заболувања, на што се должи како се влошила состојбата кај нив. Дали има меѓу новозаболените здравствени работници денеска и дали е почнато помасовно да се тестираат здравствените работници, особено во оние болници низ Македонија каде што имаше позитивни случаи на COVID-19. А за премиерот Спасовски, дали, иако во случајот овој пат полицискиот час се најави 2 дена порано за разлика од Куманово, дали се очекува повторно зголемени метежи во маркетите, пред поштите и пред банките, со оглед на тоа што нагло се скратува, се зголемува полицискиот час? Мерки околу тоа и ве спомна онлайн дека ќе може да се пазарува по примерот на Куманово, меѓутоа дали се планира поинаку организирање? Добро, ви благодарам. Значи, клиничката слика на пациентите беше навистина тешка, манифестацијата на болеста практично најтешката форма, станува збор за вирус кој што веќе и докажано, иако и примерите кај нас и во светот кои што досега не беа публикувани, сега веќе се публикуваат, не ги напаѓа само белите дробови, туку сите органи, органски системи. Таква е карактеристиката, таков е механизмот на дејство преку едни специфични рецептори и иако повозрастната група на граѓани, тие со претходни болести, коморбидитети, точно е дека според светските искуства се повеќе подложени на болести и на компликации, сепак не е исклучена тешка клиничка слика и форма и на помлади пациенти и за жал смртен исход. Многу е карактеристичен наодот на компјутерската
томографија од болеста во смисла на воспаление на белите дробови, практично афектирано целото бело дробно ткиво и за жал таква тешка форма има и овие двајца пациенти. Во смисла на помасовно, побројно тестирање за практично сите важи истиот пристап, а тоа е дека ние практично и имаме една форма на пристап на поголем број на население, на жители, на пациенти, анализа на кластерите, на примарните контакти, тогаш кога ќе ги покажат симптомите. Ние правевме некоја статистичка проверка во изминатите денови, навистина имаме огромен број на тестови направени на милион жители, едне од првите земји во регионот сме, меѓутоа тоа што е специфично е пристапот. А тоа е да се тестираат само пациенти кои што имаат симптоми, да се пратат нивните примерни контакти кои што од тој момент се во самоизолација и да се тестираат тогаш кога ќе покажат симптоми. Во таа смисла за здравствените работници, таму кај што се детектирани случаи важи исто така. Истиот пристап важеше и на клиниките кои што беа до сега каде се регистрира и во институциите, други и во центрите за јавно здравје, епидемиолозите, се на тоа стручно мислење дека само овој пристап сега како стратегија дава добри резултати, прво. Второ, остава минимален, практично да кажам никаков простор за грешка, односно за лажно негативни резултати, што во оваа фаза на епидемијата е најбитниот момент. Благодарам. Во однос на тоа зошто е најавено еден ден, би рекол, претходно стапувањето во сила на ограничувањето, пред се за да се подготват и компаниите и луѓето во делот на работното време. Инаку, дали ќе има метежи низ улиците, низ маркетите и така натаму, јас посакувам тоа да не се случува. Посакувам пораката од граѓаните да биде примена дека таков однос, во кој што сите заедно ќе се групираме во маркети, во банки, во пошти и така натаму, е многу голем ризик. И јас тоа го посакувам да се случи. Дали тоа ќе се случи или повторно ќе гледаме исти сцени, мислам дека второто е поверојатно, дека повторно граѓаните излегуваат без да ги почитуваат сите овие мерки. И тоа може би е одговорот зошто пристапивме брзо да ја донесеме одлуката и да трае што е можно пократко време. Затоа што колку повеќе време оставате, толку повеќе време се остава простор да се групираат луѓето и да ризикуваат уште повеќе и за себе, за својот живот, за семејствата и за сите останати. Еве утро во Савајле стигна информации, дури и слики од Прилеп што се случува денеска. Тоа е една крајна неодговорност во однос на однесувањата кои што ги имаме кон вирусот и кон пандемијата. Такви редови пред маркети, такви гужви внатре и така натаму во услови кога немате друга одлука, кога морате да се прилагодите на условите во кои што сите ние живееме. На крајот од краиштата, па денеска и во овој период, ништо не е нормално во животот како што било претходно. И затоа е вонредна состојбата. Во вонредна состојба мора да се носат и брзи одлуки. Брзи одлуки кои што мора да се применуваат сега и веднаш. Затоа е важно граѓаните да ги почитуваат одлуките, да немаме паника непотребна, заради тоа што секој од нас може и се има обезбедено за да може да преживееме во услови на политички час од неколку часа во текот на денот. Создавањето само на паника, создавањето на дополнителен ризик го ризикува и здравствениот систем, и животот, и здравето на граѓаните. Одговорноста пред се. Кога ги носиме одлуките, ги базираме врз основа на оно што ни го кажуваат епидемиолозите. Нивниот став е најдобрите мерки, најважните мерки, најнавремените мерки, ако ги донесете, ако тоа не се почитува од граѓаните, ако тоа не се реализира од страна на граѓаните, ризикот е рамен на најголем процент
можност да се шири вирусот. Затоа апелирам до сите. Апелирам до секој еден граѓанин. Ги молам сите граѓани на Северна Македонија да ги почитуваат препораките и да допринесат во оваа битка која што заеднички ја биеме против короната. Само така заедно сплотени, единствени, дисциплинирани, можеме и ќе победиме. Продолжуваме со прашање. Продолжуваме со прашање. Продолжуваме прашање. Алфа телевизија Повеле. Имаме информација дека во Битола заболено лице има коронавирусот Старски дом. Според информацијата што дојдовме, проблематично е тоа што лицата не биле ставени во изолација, односно посетители се во домот, туку биле пуштени да се шетаат и биле дури во локалната продавничка. Исто така ставивме во контакт со вработена од старечкиот дом. Таа вели дека тие работеле без никаква заштита претходни денови, односно биле без маски и ракавици. Вели дека ги пуштиле во изолација од вработените, меѓутоа ќе им биде одземени денови од одмор. Дали имате некакви информации за овој случај, што ќе превземете? Дали ќе има тестирање на сите кои што биле во тој Старски дом? Да, еве, во овој момент се консултираме со колегата Микич, значи немаме ние до овој момент таква информација, но не е исклучено еве и во тек на денот да стигне и ќе се постепи исто така како што е протоколот за сите идентификувани и диагностицирани пациенти. Пред се во со соодветен третман на диагностицираниот пациент и понатаму со идентификација на примарните контакти. Во таа смисла, доколку станува збор за дом кај што се сместуваат стари лица, анализа на апсолутно сите кои што биле во непосреден контакт, се прави анализа дали се тие подвижни или неподвижни. Во таа смисла се калкулира ризико да се пренесе овој вирусот и исто така во таа смисла анализа на степено на ризик, имајќи во предвид дека вработените во домот за стари лица, посебно ако има и физиотерапевти, се во непосреден близок контакт со лицата доколку се неподвижни. Така да, еве, може и конкретно да кажеме доколку стигнат информации, меѓутоа пристапот е апсолутно идентичен според алгоритмот. Продолжуваме со следно прашање. 12 лица потекнува од срочното мислење врз основна фазата во која што се наоѓаме во практично епидемијата. Тоа значи дека сметаме дека во оваа фаза, кога е веќе присутен вирусот во повеќе градови, кога има идентификувани кластери, кога тие кластери се пратат, кога се анализираат, тогаш кога од одредени кластери луѓе кои што се во самоизолација, и тоа е примерот на Куманово, се тестираат. Еден од објаснувањата за зголемениот број на диагностицирани лица изминатиот период се должи токму на тоа, се одлучи да се воведат сите овие дополнителни рестриктивни мерки, имајќи во предвид и некои нови публикации кои што сега излегуваат во однос на тоа колку има асимптоматски носители на вирусот. Во таа смисла, социјалната дистанца, ограничувањето на движењето, дали во еден одреден град со своји карактеристики, во смисла на интензитет на движење, густина на населението, пристапи кон градот, не се сите региони, градови исти. Во однос на тоа дали има или нема случаи, сметаме дека ќе даде соодветен добар ефект. Значи, на еден начин ќе влијае во местата кај што има идентификувани пациенти и кластери, исто и на местата каде што нема, во смисла на тоа да прекина сите контакти. Седењето дома е практично единствениот начин да се спречи патот на ширење на вирусот, имајќи во предвид, ќе повторам, и една одредена можност, кај еден одреден процент за асимптоматски носители на вирусот. Во однос на стапката на заболување,
со COVID-19, точно е дека некои предпоставки постојат дека лицата кои што ја примиле БСЖ вакцината, како што е случај со регионот каде што на Балканот и во Македонија се уште се дава една доза на БСЖ вакцина. Предпоставката е дека како имуномодулатор оваа вакцина може би делува на зголемување на отпорноста кон новиот коронавирус, односно кон заболувањето COVID-19. Сепак ќе потенцираме уште еднаш, се уште се работи за многу рана фаза од овие испитувања, за да можеме да донесеме било каков конкретен заклучок или пак да препорачаме како мерка за масовна употреба. Значи, постојат индиции, дека може би тоа е така, како што е впрочем и со третманите кои што се користат, меѓутоа се уште тоа е далеку од фаза да биде дефинитивен доказ. Секако, ние како стручна јавност, како епидемиолози и клиничарите ги следат сите и трудови кои што искачаат научни студии и препораки на референтните институции и верувајте се што е ималку меродавно ќе биде превземено и кај нас. Продолжуваме со прашање. Слободен Печат, повели. Добар ден и од мене. Моето прашање е за премиерот, господинот Оливер Спасовски. Дали со денеска донесените одлуки за заострување на мерките се исцрпуваат сите механизми кои што владата ги има на располагање? Дали има уште нешто што може да го очекуваме во иднина со оглед на тоа што пикот на заразата се очекува за дури 3 недели? Добро прашање. Дали можеме да очекуваме уште мерки и дали има разработени сценарии? Да, има разработени сценарии и може да очекуваме уште мерки, ама апелирам граѓаните да не постапуваат неодговорно, се со цел да видат дали има уште мерки. Значи, колку поодговорни ќе бидеме во овој процес, толку мерките би биле полесни и толку пократко би траела целата оваа ситуација на ширење на вирусот и толку помали би биле негативните ефекти врз економијата и врз државата. Секако, приносење на секој од овие мерки во владата. Истакнувавме дека зависно од тоа како ќе се однесуваат граѓаните, колку ќе ги почитуваат, колку ќе бидеме свесни за сериозноста на состојбата, толку повеќе и мерките ќе бидат зајакнати или пак ќе се намалуваат од првично донесените. Многу е важно таа одговорност да ја покажеме во момент кога треба да ја покажеме. Тоа значи, ако на некој граѓанин му е определено дека треба да биде во самоизолација, да биде во самоизолација и да знае дека со тоа си помага и на себе, и на семејството, и на државата. Ако за некој граѓанин е определено ограничување во движењето, да го почитува тоа ограничување. Тоа е најголемиот патриотизам и најголемото херојство што може да ни се случува во овој период. И затоа е многу важно и оние луѓе кои што ќе почувствуваат било какви симптоми или кога ќе одат и ќе комуницираат со лекар, да бидат исто така многу искрени. Заради тоа што искреноста е половина од спречувањето на ширењето на вирусот. Ова го кажувам заради тоа што имавме во овој период секакви манифестации во овој дел. На луѓе кои што не се искрени, кои што не ја почитуваат самоизолацијата, луѓето кои што се однесуваат многу ноншалантно дека јас не сум баш тој што мене ќе ме задеси да бидам носител на вирусот, и на тој начин се предизвикуваа состојби кои што имаат навистина несогледливи последици. Така да апелираме дека секој овој сет на нови мерки кои што ги носи владата нека биде само еден степен повеќе на подигањето на јавната свест кај луѓето. Дека секој сет на мерки нов да значи ново отрезнување за тоа што значи сериозноста кон пристапот на справувањето со ширењето на коронавирусот и на зголемувањето на одговорноста. Јас навистина посакувам да не ги носиме најдрастичните и најтешките
одлуки кои што ќе имаат сериозно негативни ефекти врз државата и врз граѓаните. Да не бидеме приморани тоа да го правиме. Затоа е важно да ги почитуваме мерките, да останеме дома и заеднички да направиме се да имаме успешност во справувањето со ширењето на вирусот. Продолжуваме со следно прашање. Колешката од Канал 77, повеле. Благодаря. Моето прво прашање е до премиерот Спасовски. Неодамна кажавте дека по препорака на епидемиолозите државниот карантин ќе заврши со тие 14 дена од доаѓањето од странство. Меѓутоа еве сега има препорака да останат уште дополнителни 14 дена кога ќе се вратат дома. Зошто овие луѓе повторно треба да бидат во изолација? И уште едно прашање до министерот за здравство. На инфективното одделение во Штип речи си цел персонал е во изолација, а таму се зголемуваат бројот на хоспитализирани лица. Дали тоа е доведено во прашање функционирањето на одделението, бидејќи се зема персонал кој нема искуство во справување со инфективни болести, а воедно и како се случи искусни инфектолози и сестри да се доведат до ваква состојба покрај сите препораки за заштита. Ви благодарам. Благодарам. Значи, во однос на првото прашање што се однесува до државниот карантин, мислам дека таа одлука на владата на државата е една од најисправните одлуки во справувањето заради тоа што на тој начин допринесуваме да се прекине ширењето на вирусот и не ги ставаме во ризик ниту оние луѓе кои што допатувале некаде од ризични држави, ниту граѓаните кои што се наоѓаат во нашата земја. И затоа се определија центрите за државен карантин. На препораките кои што се од стручните луѓе, од епидемиолозите, е дека овие лица треба да останат во државен карантин 14 дена, меѓутоа дека треба дополнително да бидат во самоизолација во домашни услови уште 14 дена од едноставна причина заради тоа што биле во колективни центри за државен карантин. Така, во целост да ја елиминираме било каква можност за ширење на вирусот. И тоа се причините и тие се базираат исклучиво на мислењето на Комисијата за заразни болести. Во врска со болницата во Штип, тамошниот случај потекнува од пациентка која што практично е во првиот бриз со негативен наод, се позитивизира неколку дена понатаму. Добро е што луѓето кои што се во самоизолација до сега немаат појавено симптоми, но целосно е да дополнета работата на одделението во Штип, прво со ротација на 8 медицински сестри од останатите одели и со докторка која што доаѓа од болницата во Струмица. Таа е веќе таму во однос на третманот на пациентите со инфективни болести. Тоа е третман кој што е практично идентичен со пациент кој што лежи на интерно одделение. Сите во болницата имаат соодветна заштитна опрема. Во светот, за жал и кај нас, имаме заразени здравствени работници. Тие се тие кои што имаат непосреден контакт со пациентите, изложени се на најголемиот ризик, но во смисла на организација на одделението, исто како што е сега примерот во Куманово, исто како што автентично согласно мерките и организацијата да се постапи во болницата во Дебар и исто како што се сега прави ротација на кадарот на инфективната клиника, а во периодот кој што следи и во болницата 8 септември, пред се во одделенијата за интензивна нега, постои распоред по кој што ротираат лекарите под контрола на двајца координатори кои што тоа го прават на национално ниво, имајќи го во предвид искуството на кадарот, понатаму системот на едукација низ кој што поминуваат за да работат согласно препораките на Светската здравствена организација со пациенти кои што се диагностицирани со коронавирусот практично од сите јавно здравствени установи. Продолжуваме со прашањата. Колегата од Канал 5, повеле. Така, имам прашање за министерот Филипче. Министре, ги знаеме бројките на излечени пациенти по здравствените установи, но дали знаеме
колку се излечени во домашни услови, оние што имале полесни симптоми и дали и колку време потоа треба се уште да седат дома. Какви се за нив советите и препораките за да не продолжат да бидат потенцијален ризик за средината? Тоа е процес кој што е целосно под контрола на матичните лекари, тие се во секојдневна комуникација и како постепено поминува периодот согласно нивната здравствена состојба ќе се прават тестовите. Значи за секој пациент без разлика дали се наоѓа на домашно лекување или во болница важи истиот алгоритм да се направат два негативни теста. Матичните лекари комуницираат преку системот Мој термин и на располагање доктор, односно медицинска сестра у смисла на размена на информации од клиниката за инфективни болести. Значи, исто како што важи за сите пациенти хоспитализирани, истото важи и за пациентите кои што се на домашно лекување. Во овој процес целосно се вклучија матичните лекари во смисла на двонасочна комуникација, анализа, проверка на нивната здравствена состојба, зашто два пати ги внесуваат во текот на денот и податоците во системот Мој термин. Согласно на достапноста, согласно местото на живење, ќе се организираат брисевите за да се докаже дали се тие негативни или се уште носители на вирусот. Продолжуваме со прашања. ТВ Здравкин, Габриела Повеле. Благодарам, моето прашање е упатено до министерот за здравство доктор Венко Флипче. Почитувам, министре, на официјалната страна на Обединетото кралство веќе за астматичари веќе се објавени одредени препораки и совети кои што треба да ги следат луѓето кои што боледуваат од астма како едни од најзаборазените во оваа пандемија на COVID-19. Дали сметате дека е добра како идеја да вметнеме и во нашата држава, каде што впрочем тоа го направивте нели со диабетичарите пред некој ден, посебни совети и упатства како да се однесуваат астматичарите во овие времења на пандемијата и плюс пулмолозите кои што како стручни лица се одговорни за оваа болест да испаднат со јасно категоризирање на симптомите на COVID-19 кои што се веќе познати, но исто така и за грип, меѓутоа и астмата, симптоми на астмата и особено алергиите, пошто веќе е време на полен на дрвјата кои што расцветуваат, за да не дојде до недоразбирање и паника на граѓаните кои што се заболени од алергии, астматичари, за да прават разлика помеѓу симптомите на овие слични болести. Ви благодарам. Најдобар и најлесен пристап на граѓаните, односно на пациентите до матичните лекари и пациентите со астма или некои други хронични белодробни болести беа едни од првата група на пациенти за кои што преземавме мерки во смисла на олеснување на пристапот до терапија. Тоа се оние спрееви кои што до тој момент требаше да се продолжуваат рецептите кај лекар специјалист, а од почеток на пандемијата донесовме одлука со цел да не се оптеретува здравствениот систем, со цел да им се олесни на самите пациенти продолжувањето да биде од рецепт од матичниот лекар. Во таа смисла сите информации кои што може да ги добијат од матичните лекари во нивна секојдневна комуникација, јас верувам и во комуникација со лекарите специјалисти, кај кои што еве сега и физички не треба да доаѓаат за консултација, за евентуално водење на нивната здравствена состојба, ќе наречам заради тоа што астмата е болест со која што хронично се живее. Верувам дека најлесно се спроведува преку матичните лекари и тоа така треба да биде и во иднина. Во смисла на сличност на симптомите на астма и на болест предизвикано од COVID вирусот, тука има сериозна разлика. Станува збор за фебрилна состојба, станува збор за сува кашлица, нешто што не би можело така лесно, посебно пациент кој што има хронични проблеми со астма да не го препознае. Но повикувам на предострожност да се користи можноста за консултација или со својот лекар специјалист матичен во смисла на водење на и продолжување на хроничните рецепти до почеток на пандемијата, а сега и матичниот лекар да тоа го прават во било кое време. Продолжуваме со прашањата. Кристијан Ајданон Повеле.
Најпрво две прашања за министерот Спасовски. Сведоци сме дека за викендите во Охрид и за генерално за викендите се зголемува гужвата во поединечни градови како Охрид или како Струга или Маврово. Може да се види дека има и автомобили од секој град. Дали планирате ограничување влез и излез во градот или можеби ограничување општина во општина со оглед дека велите влегуваме во радикална фаза? И при тоа какви казни Веќе одговара министерот или ќе повториме? Можам да го дополнам прашањето, значи какви казни се предвидени за оние кои нема да ја почитуваат уредбата за искористување на годишните одмори или уредбата која е донесена денеска за забрането движење по јавни површини? Има прашање за министерот Филипче. Значи со оглед дека имаше пациент кој беше вратен од Охридската инфективна болница. Како сте сигурни дека персоналот кој работи таму нема да го повтори истото или дали можеби планирате тој кадар да биде преместен на негова место, да биде донесен друг по системот на ротација? И при тоа во Кочани владее паника со оглед на тоа дека има 40 годишен пациент кој почина, тој бил бербер во градот, имал средби со многу граѓани. Како заболело лицето и колку лица се досега во изолација во Кочани? Благодарам. Во однос на тоа дека навистина има многу лица кои што се движат за време на викендите и кои што не само во своите места на живење, туку се движат и во други места, во излетнички места и така натаму, токму и заради тоа се зголемува и забраната за движење. И во текот на работните денови, да тоа биде од 16 до 5 наредниот ден, и во текот на викендот да имаме целосна забрана за движење во сите градови. Бидејќи навистина одговорноста кај граѓаните не беше на висината на задачата која што имаше секој од нас и многу лесно се преминува преку препораките кои што ги даваат стручните компетентните луѓе, затоа ги донесовме и овие мерки за забрана на движењето. Јас посакувам овие мерки да ги дадат ефектите. Ние, впрочем, имаме недели наназад низа на мерки кои што беа донесени правовремено и врз основа на тоа што го кажуваат стручните луѓе, епидемиолозите. Тие дава резултати. Меѓутоа, мора да направиме се да имаме уште подобри резултати, со што ќе помогнеме да го зачуваме здравјето и животот на граѓаните, така да очекувам дека оваа мерка за целосна забрана за време на викендите и изголемувањето на полицискиот час во текот на работните денови ќе придонесе за намалувањето на бројот на луѓе кои што се наоѓаат на јавните површини. Секако дека за непочитување на ваквите мерки постојат одредби во кривичниот законник и на основа на тоа се покренуваат постапки. Дали се кривични, дали се прекршочни и секој еден кој што не ги почитува овие мерки, а директно го загрозува здравјето и животот на граѓаните, ќе реагираат надлежните институции. Во болницата во Охрид, после иницијалните информации, таму согласно информациите кои што ги добивме и од колегите и од членови на семејството на пациентката, се наметна потреба се направи увид од Државниот санитарен здравствен инспекторат. Тој инспекцијски увид заврши, се увидоа, се констатира неправилности, се изрекоа казни, се констатира неправилности за кои што се индицираше и проверка на стручната работа, зашто веќе е формирана комисија и активност веќе спроведува и лекарската комора, па ќе се работи на тој случај и ќе се разгледува и во телата на лекарската комора. Во однос на тоа како се организирани луѓето и лицата, ние сметаме на сите членови на стручниот персонал, на стручниот колегиум од било која институција во смисла на дополнување на некоја друга институција, ако таа ја назначиме за регионален центар у смисла на ротација. И така се планира, конкретно и работата во инфективното деление во Битола, освен со
своите вработени по потреба, доколку има потреба, со оглед на тоа што нема соодветни услови у болницата во Струга, тие од тука заминуваат на тријажа и преглед во Охрид и доколку се иницира и индицира хоспитален третман во болницата во Струга. Сите здравствени работници се на располагање, има донесено наредба за мобилизација на кадрот, тоа значи дека се прави соодветен распоред по претходна контрола на целиот систем и консултација со двајцата координатори, лекари од клиниките на целокупниот овој процес и нормално во секојдневна комуникација со директорите на сите јавноздравствени установи. Во однос на случајот во Штип, таму има во Кочани, таму има стотина луѓе кои што се во самоизолација, меѓутоа епидемиолозите се уште на работа, се прават анкети, се анализираат и дополнителни контакти. Продолжуваме. Предпоследно прашање на ОВА ТВ, повеле. Благодарам. Моето прашање се однесува или на министерот или на доктор Микич, како сакаат. Колку деца до 10 годишна возраст се заболени, со каква клиничка слика, дали имале претходни коморбидитети, има ли податок колку млади луѓе биле хоспитализирани до сега и аналогно на тоа дали вирусот е опасен само за хроничните болни и старите лица. Второто прашање ми се однесуваше исто и мене за Кочани и еве кратко ќе прашам дали Кочани станува трет критичен регион. И до премиерот кој сите веќе исто го прашавме, дали можеби не требаше да се преземат веднаш ригорозни мерки, односно одење само до маркет во одредено време и до аптека. Благодарам. Во однос на мерките, уште еднаш напоменувам дека тие се носат на основа на анализите кои што ги прават епидемиолозите, врз основа на бројот на случаите, епидемиолошката карта која што се воспоставува и така се носат и одлуки за рестриктивните мерки. Знаете дека не е прашањето само на мерките. Прашањето е колку ние тие мерки ќе ги почитуваме. И знаете дека при носење на секоја од тие мерки повторно и повторно има барање како тие мерки да се релативизираат или што е можно повеќе луѓе да излезат на улица. Не е прашањето само во времето или моментот на носењето на одлуките. Тие се носат правовремено тогаш кога најмногу е потребно. Прашањето е колку или пак ако не зошто не ги почитуваме мерките кои што пред се значат спасување на животот на граѓаните. Мојот апел уште еднаш е до сите во државата да ги почитуваме мерките заради тоа што состојбата ни е многу сериозна. Влегуваме во многу критична и радикална фаза. Затоа е важно сето она што ни го кажуваат епидемиолозите да го почитуваме и да знаеме дека од нас зависи дали ќе имаме ширење на вирусот или ќе се пресечат патиштата на вирусот. Дали ќе имаме што е можно помал број на заболени или ќе имаме зголемување на бројот на заболени. Дали ќе останеме на овој број на жртви или ќе имаме уште поголем број на жртви од коронавирусот. Се што правиме зависи од нас. Владата ќе превземе се. И како што правеше до сега, ќе прави од сега. Се што треба да биде направено да се заштити животот и здравјето на граѓаните. Меѓутоа, и секој од нас мора да помогне во оваа ситуација, затоа што само сплотени и единствени можеме да ја добиеме битката. Во однос на возрастната дистрибуција или бројот на пациенти односно лица кои што е докажан на COVID-19, за деца до 9 години, како што водиме таа статистика, имаме сосема мал број, значи односно точно 18 деца се диагностицирани со ова заболување. Кај сите нив клиничката слика е релативно лесна и не била потребна подолга хоспитализација.
Во однос на тоа дали Кочани ќе ни стане нов, да речеме, критичен град, јас би ги дефинирал работите малце поинако. Значи, едноставно, веќе секој град, секое населено место може да биде потенцијален нов извор за ширење на заразата и токму затоа и се донесени овие рестриктивни мерки. Значи, доколку не се применат мерките за социјално дистанцирање, може да очекуваме дека бројот ќе се зголемува и во други градови. При тоа не треба да очекуваме дека веднаш во наредните неколку дена ќе видиме намалување на бројот на случаи, бидејќи доста луѓе се уште во инкубација. Она што е многу важно да се каже, дека навремено ги идентификуваме сите контакти од заболените и тие се во самоизолација, што значи тие веќе не може да генерираат нови заболени. И тоа е една од најзначајните стратегии кои што мораме да ја применуваме. Заедно со рестрикција на движењето, навременото диагностицирање и изолација ќе придонесе да немаме нови градови каде што имаме голем број. Ова е пред се многу важно, затоа што кога дозволиме да се расшири премногу бројот на заболени или кој што може, како што беше претходно истакнато, да бидат и асимптоматски, ќе имаме многу извори, потенцијални извори за ширење на понатамошната инфекција. Затоа и ги преземаме овие мерки. Значи, мислам дека може би не само Кочани и други градови секако ќе се појават нови случаи, меѓутоа со овие мерки се надеваме дека ќе ги држиме под контрола и нема да биде тој раст многу голем, што вклучувам и до сега успеваме да го држиме, нели таа епидемиолошка крива да ја зарамниме колку што е можно подолг период. И последно прашање, Давор Повеле. Прашање за министерот за здравство Венко Филипче. Со оглед на тоа дека кулминацијата од пандемијата се очекува кон крајот на април, а тоа значи зголемување на бројот на заразени и за жал починати. Би сакал да ве прашам дали ќе се преиспита ставот за кремирање на телата на починатите. Ви благодарам. Добро, тоа е нешто за што веќе постои соодветен протокол за погребување, како се даваат телата, како треба понатаму да се пристапува, така како што е сега димензионирано и структурирано, апсолутно нема ризик за присутните на чинот на погребување. Благодарам, министре. Имам уште неколку прашања кои се стигнати во нашиот официјален мејл. Прво, за министерот Филипче од Плюс Инфо, дали е тестиран персоналот на ГАК што работи со родилките и со нивните бебиња? Се тестираат лица кои што имаат симптоми, таму постои на гинеколошката клиника постои целосно изолирана патека по која што се движат родилките кои што се суспектни или позитивни на коронавирусот. Имавме и сценарија во кои што вирусот се потврди и пациентки, практично родилки кои што бризот им излезе негативен, целосно се опремени лекарите и медицинските сестри се тестираат, се пристапува кон епидемиолошки анкети само доколку постои некој од персоналот кој што има симптоми. Исто од Плюс Инфо, како се заразил техничарот на инфективна и дали има други заразени вработени на оваа клиника? Да. Нема, сите тестови се негативни. Се размислува и на можноста да практично заразата настанала на друго место, надвор од работното место, зашто сега се прават епидемиолошки анкети на контактите на кои што укажува. Медицинскиот техничар нема ниту еден од персоналот кој што бил без заштитна опрема, дури и во комуникацијата помеѓу нив, така да тој дел од клиниката функционира сосем нормално. Министер, уште едно прашање за вас. Расте бројот на заболените здравствени работници во Куманово. Една медицинска сестра од Куманово е ново заболена, а вчера беа евидентирани тројца новозаболени здравствени работници. Ќе се спроведат 50 тестирања на здравствени работници во градот. Може ли е колапс на здравствениот систем во Куманово и каква е состојбата во здравствените капацитети на ниво на целата земја? Не, апсолутно не. Куманово е едно од јавноздравствените установи каде што требаше подршка од другите ЈЗУ у смисла на кадар во интензивна
комуникација со директорката на Кумановската болница за текот на утрешниот ден или среда планираме и посета заедно со експертскиот тим од епидемиолози од Институтот за јавно здравје. Целосно е со поддршка од лекарите од Скопје и од Штип во функција одделението за инфективни болести, во насока на идентификување на нови пациенти заболувања. Сакам да кажем дека и до сега имаше интензивна работа на епидемиолозите на терен. Ова голема бројка на пациенти кои што се диагностицираше како носители на вирусот беа пациенти кои што веќе беа во самоизолација и покажаа симптоми, а поради контакти кажани на претходно диагностицирани пациенти, стануваше збор за повеќе големи семејства и дел од пријатели кои што биле во врска со пациенти кои што беа диагностицирани и до сега. Во таа смисла беа имплементирани овие мерки конкретно за Куманово, претходно кои што сега еве ги имплементираме и на ниво на целата држава. Но организацијата на болницата во Куманово, на дополнувањето на кадарот е во целосна координација со менеджментот на болницата. Прашањето беше од Мија, уште едно прашање од портал МК. Ви пишувам во врска со случајот на веќе починатиот 69 годишен маж од Тетово, кој се лечел во Центарот за реабилитација во Козле. Семејството категорично тврди дека он добил вирусот во Центарот од некој од медицинскиот тим или од стафот кој носел храна и бара истрага за случајот да се потврди евентуалната одговорност на некој од вработените. Во смисла на превземени активности во болницата, во Центарот за рехабилитација во Козле, ние разговаравме со државниот санитарен и здравствен инспекторат. Тие веќе прават одредени разговори, интервјуа со менеджментот на болницата. Дел од вработените интензивно се направија сите епидемиолошки анкети, дадени се соодветни мислења, решенија за самоизолација на сите кои што биле во контакт, како членови на семејството, така и медицинскиот персонал. Таму е сега во фаза работата на реорганизација, за да може од после еден соодветен период кога поминува критичниот период на можна инкубација, повторно се стави во функција институцијата и со сите сознанија кои што ќе ги добие санитарниот здравствен инспекторат, ќе излеземе во јавноста. И последно прашање за министерот, со оглед на зајакнувањето на мерките, дали се разгледува можноста за давање дозвола за движење на деца со посебни потреби? Охрид Нјуз, прашањето. Тоа е едно специфично прашање кое што стигна и до Министерството за здравство. Ние имавме интензивна комуникација. Сега има повеќе групи на граѓани кои што бараат некои ослободувања од овие рестрикции во движењето. Ние имаме и интензивна комуникација со Министерството за информатичко општество за како тоа формално правно ќе се регулира и со која документација ќе се формализира, така да во текот на денешниот ден утре ќе излеземе со конкретна информација. Но барањето го имаме во предвид, имајќи во предвид дека постои една група на граѓани со одредени диагнози за кои што дури се препорачува излегување надвор. За премиерот, почитувани, дали размислувате за излезна стратегија од актуелната криза со оглед на тоа што пандемијата на коронавирусот може да потрае со месеци, а економски, па и психолошки е неиздржливо граѓаните да продолжат со ваквиот начин на живот. Кој е вашиот план за завршувањето на пикот на епидемијата? Кога и како животот ќе почне да се враќа во нормала? Секако дека владата врз основа на сите анализи развива стратегии и сценарија кои што значат и краткорочни и долгорочни. Краткорочните се оние кои што ги носиме и кои што се пред се детерминирани одредени состојби во одреден момент. Кога би било и колку би трајала оваа криза, тоа никој не може да го предвиди. Меѓутоа, едно што е важно дека таму каде што се почитуваат до крај мерките, имаме и добри резултати, кризата трае што е можно пократко. Тоа значи, колку ние како граѓани ќе бидеме одговорни и посветени, толкова би била и должината на кризата. Секако дека ова ќе има сериозен удар или негативни ефекти на економијата и тие нема да завршат со завршувањето на здравствената криза. Наше
да преку стратегиите кои што ги изготвуваме, преку помошта која што ја даваме на економијата во овој дел, да навистина помогнеме да ги сочуваме работните места, да ги сочуваме компаниите и по завршувањето на здравствената криза да се продолжи со економската активност на компаниите и сите заедно да пробаме да го вратиме животот во нормала и да направиме што е можно поголема економска ефикасност, односно активност, а да имаме што е можно помали штети. Меѓутоа, на крајот од криштата, сепак од сите нас зависи колку долго ќе трае целиот овој процес на криза. Продолжуваме со следно прашање. Кои се дополнителни мерки може да се преземат и во Битола за да се превенира од ширење на коронавирусот, каде до вчера беа регистрирани 6 случаи? Прашањето од Тера телевизија Битола. Па да, ние гледате дека денеска донесовме мерки кои што се за територијата на целата држава. Најважната мерка која што ја имаме треба да важи не само за Битола, за секое населено место во државата, за секој град. Почитувајте ги препораките на епидемиолозите. Останете дома. Направете еден мал чекор што навистина ќе значи голема поддршка на здравствениот систем и на граѓаните и да бидеме сите одговорни заради тоа што се работи и за нашиот живот и за нашето здравје. Следно прашање со оглед на тоа дека ограничувањето на движењето на повозрастните граѓанки и граѓани предизвикува турканици и уште повеќе ги изложува на ризик. Дали владата на Република Северна Македонија ќе ги изедначи правата на слободно движење за сите, како што препорачува Цивил? Прашањето од Цивил медија. Јас би посакувал навистина да имаме нормална ситуација, да немаме здравствена криза, секој еден да може да се движи и да навистина така како што живееше државата пред оваа здравствена криза да живее и во овие моменти. За жал, ние имаме оваа сериозна здравствена криза која што не ни дозволува да се однесуваме нормално. Затоа ја прогласиме вонредната состојба. Најголем удар доживуваат највозрастните граѓани. И нашата обврска е да ги заштитиме овие возрастни граѓани и овие ограничувања кои што ги правиме токму во функција на заштита нивна, а ограничувањето на движењето на најмладите луѓе во државата исто така е по препорака на епидемиолозите заради тоа што тие се пак најголемите преносители, кај кои што се јавуваат најмали симптоми, а може да бидат сериозни преносители на вирусот. Така да ограничувањата ќе траат се до моментот додека не се процени дека тие треба да престанат да важат. И последно прашање од Мија, со оглед на се поригорозните мерки за движење на граѓаните, ева сега се зајакнува и полицискиот час. Ни пристигнуваат прашања од граѓани повозрастни кои имаат закажено за сликање за пасош, лична карта, но во временскиот период кога движењето за нив е забрането, односно по 11 часот, како да постапат овие граѓани? Има донесено уредба со законска сила во која што се продолжуваат важењето на личните документи, на пасочите, на личните карти. Така да во овој период граѓаните да не се оптоваруваат, ниту да се вознемируваат заради тоа што им истекува некој од документите. Напротив, поважно е да го зачуваат своето здравје, поважно е да не допринесат за ширењето на вирусот, отколку дали ќе извадат некој документ кој што со една уредба за законска сила е продолжено важењето на овие лични документи. Благодарам, почитувани. Тука е и крајот на денешната пресконференција. Ви останете дома и почитувајте ги сите препораки. Пријатно.